Камионџиите ги прекинуваат протестите на границите. По 4-дневна блокада товарните премини за влез и излез од вечерва се ослободуваат. Повод за прекинот е новата визна стратегија што денеска ја усвои Европската комисија. Во документот првпат се признава проблемот кај професионални работници, кои често патуваат меѓу земјите членки на Шенген, но брзо решение нема. Туку допрва ќе се разгледуваат можности. Изрично се наведени возачите на камиони, но и уметници на турнеи, спортисти и експерти што работат на проекти преку граница. Ова што се објави од страна на Европската комисија, оно што го баравме, да имаме напишан документ во кој ќе се започне со одредено разгледување на проблемот и решавање во наредните 2 месеца пред да започне новиот систем со сметање. Ја мислам дека Европската унија и сите странски инвеститори веќе сватија работата, бидејќи не им беше јасно што значи прекинување на синџирот на снабдување. Ние сега им покажавме практично за да сватат што се може да се случи. Во документот пишува дека постојниот систем е дополнително искомплициран со билатерални договори, што одредени земји ги склучиле пред да стапат во сила шенгенските правила, а кои овозможуваат подолг престој само на нивна територија. Тоа значи дека правилата не се исти низ цела Шенген зона и се губи идејата за еден единствен систем. Комисијата ќе работи тесно со земјите членки за да идентификува прагматични решенија за овозможување продолжени краткорочни престои за избрани категории на државјани од трети земји, обезбедувајќи безбедносна и економска корист за Унијата, како и правна јасност за патниците, стои во документот. We are aware of these concerns raised by transport operators in Western Balkans, and I think it's important to underline now that when we speak about this entry-exit system, it didn't introduce any new requirements when it comes relating to length of these short stays in the Schengen area. But we are aware of these difficulties now in this area, and in this visa strategy we are also addressing this point. So we are also proposing that we look now also more flexibilities here without compromising, of course, the security at the same time. But the rules haven't changed, even that we have now this entry-exit system when it comes to visa-free travel. When we have these cross-border workers who are like every day crossing the border, they have exemptions and flexibilities always already because they are normally using always the same crossing point. But this is a little bit different when it comes, for example, to truck drivers. Коментирајќи ја новата стратегија, министерот за транспорт Николовски објави: "Нашите ставови се прифатени, возачите се прифатени како професионалци. Тоа е тоа што го баравме. После протестите и силната офанзива изминатиот период, Брисел ќе донесе нова стратегија за визи, која ќе значи решавање на проблемот со кој се соочија професионалните возачи." Се надевам дека во скоро време ќе има состанок помеѓу нас, министрите од регионов и Европската комисија, каде што би нашле возможно решение. Протестот го прекинуваат и транспортерите во Црна Гора, а се уште е неизвестно дали ќе се повлечат и превозниците во Србија и Босна и Херцеговина. Блокадите почнаа истовремено во понеделникот, поради новиот електронски систем за влез и излез од Европската унија. Возачите се пожалија дека актуелните правила за престој од максимум 90 дена во период од 180 дена за нив не се применливи. Мартин Арсов, Сител телевизија.